Дечки, добро дојавте во уште едно ново видео. Денеска не правиме food review, ама правиме видео со вежбање. Се опкружувам со луѓе што вежбаат, што водат здрав живот. Сакам да видите како се вежба, сакам да видите каде ми е прогресот со muscle up-от што го правам. Има тука некои дечки што знаат да го прават чисто, ќе видите, и сакам да ме научат мене да го направам така чисто, да изгледа effortless, да изгледа како што треба да изгледа, а не да се нишам како што се нишам јас. Така да ќе видите. Дечки, сега пробувам да направам muscle up, ама на овие кругови. Прв пат пробувам, ме учат тука дечкиве, поздрав до нив. Овие, тешко иде. Значи све е тука, као што се креваш, те тера дечкиве те дерат, ајде, така да нема фейл. Не смееш да не успееш, тука би сте викаат сите, така да интересно е да знае. Имаш, Шо ја вежбам цел живот и шо мене прави јас. Значи, јас со бразилско џуџицу се бавам едно 9 години, од 7 оделение, 7-8 оделение. Како почнав? Еве сам да ви кажам приказната како почнав да тренирам. У 7-8 оделение, не знам точно, бевме 6-7 другари. И сега сите, едниот од нас, Ацко тренираше джит кундо. Сите не се направи филм, сакавме да идеме се тренираме, се тепаме. И од тие 6-7 другари, 6 отидоа, јас не отидов на тренингот, кај што се договоривме сите да идеме. Зашто? Зашто моите не ми дава. Моите ми рекоа не може тепање, такви уличарски работи, нема да се тепаш ти по улици, вака така, и не ми дадоа. Вториот тренинг, значи, пази, они се враќаат од тренинг, многу им било интересно, значи, научиле нешто ново, ми покажуваат, се учат, се зборат меѓу нив. Јас ништо не знам што се случувало, не бев таму. Се викам вториот тренинг, идам па што сака нека биде. Без да знаат моите, втор тренинг идам, без да им кажам, идам со нив и им кажувам, ја почнав да вежбам, почнав да тренирам после тренингот. Еј, за среќа моја не ми збораа, многу ми викаат добро, ај, мислеа ќе се откажам за брзо. После 3, 4, 5, 6 месеци од тие 7 другари останавме двајца, па после година дена останав само јас од тоа цело друштво. Така да јас продолжив со вежбање до ден денес. Сега у последно време почнав малце на шипки, пев теретана, па на шипки. Сега пак ќе се враќам на тренинзи, активно да се борам. Имам премногу борби. Не знам точно број. ММА се борам аматерски исто така, уште немам профи борба. Едва и чекам и да идам, сакам да се борам. Тоа е кратката приказна уствари како јас почнав да вежбам. Све сум вежбал, фудбал. Од фудбал ме избрка затоа што се степав. Не ме избрка, тука се степав и веќе не се вратив на тренинг. Не, така ме избрка. Што добив од тоа јас што тренирам боречки спортот? Јас мислам дека јас сум тотално сменет човек од кога почнав да тренирам. Самодоверба имам многу, дури некогаш и премногу, повеќе од што треба. Мада како дете од 8 оделение, кога ќе добиеш таа самодоверба, мислам дека те гради многу добро како човек. Барем јас така се осеќам. Сите деца што гледаат, сите млади, би им препорачал да тренираат и да не е боречки спорт, битно е да спортуваш на крај на ден. Тоа е кратката приказна за тоа јас што тренирам и како тренирам. Ќе ви ги покажам на стрим и медалите вечер, нема проблем. Дечки, преска бев со коса, сега сум без коса. Што мислите за мојот нов фейт? Иначе да ви кажам нешто. Вчера правевме blind date. Марко ми даде предизвик. Ако овој месец собереме 10.000 сабскрајбери, доаѓа на стрим и ме шиша 0, не кец, 0. И јас не го шишам 0 ако собереме 10.000 сабскрајбери. Знам дека тоа многу тешко, ама све е возможно. Имам некоја надежда дека може да го направиме тоа. И без проблем има да се крцнам на 0, ама и Марче ќе го шишаме скроз, да му свети главата. Со ваша помош ќе не шишате и мене и Марко. Така е. Убав е денот, сакаме да го искористиме и сега идеме да ги снимаме тие TikToks што отидоа вајрал, тие Reels уствари, како сакате да ги викате така. Ќе ги снимаме кој прв мрдне е геј. Тие рилови ми отидоа вајрал многу, значи имаат по 100.000 views, газат. Не знам зашто на луѓето толку им се свиѓа тоа, ама сега идеме пак да снимаме такви. Ви иначе клипче од вчера вечер. Каква беше атмосферата после blind date-от? Царин е ова? Па што се царина, со се. Царин на 200 евра. Како? Не, 2000 евра. Победите, а? Да. Дели?
Како си помина? За влогот. Зашто може да се гледаш на што правиш. Него ми ја преска, брат, туше вака со blindfold на мене. Значи вчера заврши четвртиот blind date, поминавме многу добро. Квалитетот беше на друго ниво. Беше многу интересно. Гледајте ги стримовите, што е најбитно, лајкнете, сабскрајбнете. Гледајте и на TikTok Вања во живо. На Instagram сум Вања Лайв, на YouTube сум Вања Лайв и на TikTok сум Вања во живо. Дечки, тоа е тоа за ова видео. Се гледаме во наредното. Секоја вечер имаме стрим, пуштате да се гледајте и дајте идеи доле во коментари што сакате да снимам, што сакате да гледате, ве чекаат и многу food reviews. Чао!